Да, слушав јас за таа осуда од страна на Пришинскиот суд. Јас сум сигурен дека ќе има деволутивно по овој предмет, значи дека ќе се искористи редовниот правен лек, жалбата, па ќе видиме по жалбената постапка евентуално дали ќе продолжи и евентуално тогаш мислам дека ќе се продолжи со екстрадицијата за овие обвинети. Колку може да трае таа жалбена постапка и до кога би можеле да останат тие таму? Па јас не сум запознат со динамиката на работа на тој суд, меѓутоа сметам дека до есен би требало по жалбената постапка да има исход. А како ќе влие врз случајот овде во Скопје што се води? Па нема никакво да речеме влијание, бидејќи овој главен претрес се води така, си има свој тек. Сега за сега си имаме во планот на председател на Советот и самиот Совет, која динамика и кои други докази ќе се изведуваат. Следното судење ни е закажано за 6 август, па веројатно после тоа септември ќе се продолжи свој Дали според косовски закони мора да одлежат казна затвор која им е изречена, па дури потоа евентуално да бидат преследувани? Сум јас информиран, ние Република Македонија нема подпишана спогодба некаква дека може казната која е изречена во Република Косово да се издржува во Република Македонија. Јас мислам дека треба да издржуваат во Република Косово. Само за денешниот процес што отприлика се случуваше? Денеска беа непосредно повикани вештите лица, форезичарите од областа на физиката, по однос на чаурите кои беа пронајдени, односно дека наводно соодветствува една од пронајдените од вкупно анализирани 63 чаури, наводно една соодветствува по индивидуални и по општи карактеристики со чаура која е пронајдена на Смилковско езеро. Ние на таквото вештачење приговоривме, предложиме вештачење со одветна институција да го направи која има опрема за таква една анализа. Сметам дека МВР, Одделот за кримтехника во Република Македонија, не поседува потребна опрема за да изврши анализа при состојба кога не е пронајдено ниту оружјето, ниту пак зрната од испалените чаури.